Јас би сакал прво да дадам така кратка информација за гасификацијата на Струмица, еден од значајните проекти кои што оваа година ќе се реализираат во Струмица. Значајен не само за Струмица, значајен поради карактерот на самата технологија на проектот, по пат на виртуелна гасификација или на компресиран и декомпресиран газ. Имаме намера оваа година да ја гасифицираме Струмица со изградба на 13 км мрежа, поставување на декомпресиони станици и дефинирање на увозот на компресираниот газ од Република Бугарија. Нашата намера е некаде почетокот на април месец да почне да се гради гасоводната мрежа. Трасите каде што ќе се гради гасоводната мрежа се целосно обезбедени, подготвени за копање и граѓаните треба да знаат дека она кое што досега го презентиравме во вкупна таа траса од 13.050 метра ќе биде започната со копање некаде почетокот на април. Тендерот заврши, најповолен изведувач е избран фирмата Конти Хидропласт, впрочем единствената фирма во Македонија која што произведува согласно европските стандарди цевки за гасоводни мрежи. Отприлика очекувањата беа дека ќе биде Конти Хидропласт, иако имаше присутни и фирми од странство кои што се исто така познати производители на газ. Најверојатно домашното производство заради близината на транспортот се покаже како најконкурентна. Вкупната мрежа ќе чини нешто помалку од 1 милион евро. Цената која што ја добивме е 56 милиона и 500 илјади денари. Се разбира, после тоа инвестицијата на општина Струмица ќе се содржи во набавката на двете декомпресиони станици и опремување целосно и оградување на локациите каде што ќе бидат поставени двете декомпресиони станици. Овој тендер некаде до средината на месец март ќе биде распишан за набавка на две декомпресиони станици, а истовремено паралелно со него ќе биде распишан и тендерот за набавка и увоз на газ. Би сакал во овој дел да потенцирам дека нашата гасоводна мрежа е целосно компатибилна со националната стратегија за гасификација на Македонија. Тоа значи, кога би била изградена магистрална национална гасоводна мрежа до Струмица, ние веднаш би се приклучиле на таа гасоводна мрежа. Во тој случај, додека не биде готова националната гасоводна мрежа, ќе обвезуваме компресиран газ од Република Бугарија. Согласно тендерот очекуваме да добиеме доста конкурентни цени, кои што би биле од прилика согласно сегашните случувања, уште поинтересни од порано заради високите цени на нафтата, мазутот, бензините и сличните енергенси кои што досега ги користат граѓаните. Ако целото ова биде план кој што ќе има своја реализација крајот на септември, очекуваме пред грејна сезона да бидат веќе приклучени сите основни училишта, сите средни училишта, детските градинки, болниците кои што се под државна надлежност, доколку имаат секако интерес, сите други останати државни институции, но најважно според мене сите фабрики во Струмица кои што трошат досега скапи енергенси. Овој проект е целосно обезбеден од средства од буџетот на општина Струмица. Општина Струмица за оваа година има обезбедено и предвидено во буџетот 76 милиони денари, од каде што некаде околу 6 милиони денари или 100.000 евра се предвидени средства за набавка на сите мерни инструменти, горионици, односно адаптабилни инструменти за нашите локални институции. Тоа се училиштата, градската библиотека, противпожарниот дом, општинската зграда, комуналното предпријатие, како би можеле да бидат приклучени на гасоводната мрежа. Мислам, и досега мислев и сега сум убеден дека овој проект ќе представува одличен пример кој што заедно со еден куп други проекти кои што општината има намера оваа година да ги работи, да објавиме некаде на средината на годината целокупна програма за одржлив развој на општина Струмица, кој што пред се значи изградба, развој на Струмица, при тоа внимавајќи и на еколошкиот карактер и на ефтиниот или конкурентниот карактер на нашето стопанство. Гасификацијата иницијално ја тераме како проект со крајна цел да го направиме нашето струмичко стопанство многу поконкурентно и на домашните и на странските пазари, со верба дека сите заштеди
кои што ќе се случат во приватниот сектор, ќе овозможат отварање на нови работни места, нови капитални инвестиции во нови производствени погони, во нови фабрики, кои што истовремено треба да има како резултат намалување на апсолутната бројка на невработеност, кој што како проблем е исто така силно изразен и присутен во нашата општина Струмица.